Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Лошата хидролошка состојба ќе го преполови производството на ориз во регионот. Од водостопанската подружница Брегалница официјално излегува со известување колкави површини и кои полиња нема да се наводнуваат од хидросистемот. Нема да се реализираат планирањата за проширување на површините што требаше да се засеат со ориз. Големиот недостиг од вода за наводнување има директно влијание хидросистемот Брегалница да не може да ги обезбеди потребните количини. На пресконференција во водостопанската подружница во Кочани беа соопштени деталите околу промената на годишниот план за наводнување, односно драстичното намалување на полињата на кои оваа сезона нема да се сее оризот. Од предвидената 5100 хектари, кои што имавме зацртано оваа година и со која што можевме да се пофалиме дека бевме цврсто убедени дека ќе го постигнеме тоа, меѓутоа не беше на страна на наша страна времето. Можевте сите да забележите дека оваа година, уште од десента, цело зимо и сега упорно се работи на сите места во полето, се исчисти и тоа што не беше исчистено со години, се спремаа полиња кои што беа заборавени во минатото, да ги пуштиме со ориз, но за жал не се исполни нашава желба и желбата на земјоделците. Мора да го кажем ова со болка, затоа што ова губиме ние како водостопанство, земјоделците, а пред се Источна Македонија. Сите ние губиме поради оваа работа. Од вкупната вода во Барана Калимаци 65 милиони, околу 65 милиони, 35 милиони беа останати од лани. Значи се вкупно со целиот снег и со дождови што паја, ако може да се каже дека паја, само се надополнија 30 милиони. Поради сето ова, го направивме овој план, иако мора да истакнам дека скративме некаде речиси околу 2000 и нешто хектари, а треба да скратиме уште 600. Тоа би значило дека со овие скратени сега полиња во моментот, ние се уште не сме добри. Се уште ќе имаме проблем во текот на годината. Гоцев рече дека ако временските услови останат како досега, можно е и во периодот на вегетација да има рестрикции во водоснабдувањето, односно полињата да не добиваат вода во текот на целиот период. За ваквите активности ќе се изготви дополнителен распоред, за што земјоделците навремено ќе бидат информирани. На пресконференцијата, поединечно по катастарски општини, беа посочени полињата што нема да бидат опфатени со ориз. Во КО Кочани под ориз нема да се сеат следни површини: Босевица, Студена вода, Средорек, Бел камен, Средно поле, Лака и тоа, додека во КО Горни подлог нема да биде под ориз Горни Лаки, Пазарски парк и Сува Кукудина, во Долни подлог нема да биде под ориз Самарџиски врби, Теранско поле и Стари оризи, и во делот на Мојанци нема да биде под ориз Лака и Ормански ливади. Оризарско поле во системот Брегалница во 2017 година ќе бидат одбиени полињата во КАО Истибање Долно поле, Истибанско, во КАО Оризари, така нареченото мало поле, кој ги опфаќа полињата Куново, Дренска вада и Црвени срп. Во Привачево ќе биде одбиено полето Бавчи, во Градовци ќе биде одбиено Утрините. Тоа всушност и требаше оваа година прв пат да се пуште после 10-15 години, меѓутоа ради хидроложката состојба останува да биде крско. И во Градовци исто така се одбиват Стришко, Чуката, Мало поле и делот Долно Кршиево. Од водостопанската подружница Брегалница рекоа дека детални информации за тоа кои полиња нема да бидат опфатени со ориз, земјоделците ќе можат да добијат на огласните табли во населените места и во местните заедници. Исто така и медиумите дополнително ќе информираат за површините што нема да се наводнуваат во останатите катастарски општини. Во фабриката Мак Прогрес од Виница започна со работа нова технолошка линија за производство на вафли и наполитанки. Освен проширувањето на палетата производи, вработени се и 30 нови работници. 2016 и првиот квартал од 2017 година за нас се неуспешни. Ваква оценка даде менаџерскиот тим на компанијата Мак Прогрес од Виница, најголемиот кондиторски производител во државата. Компанијата оствари производство од 14.500 тони на различни производи, од кои 80% се извезени, а остварен е и раст од 6% за извозот во однос од претходните 2 години.
2017 тој тренд продолжува со раст на извозот од 9,5%, меѓутоа мал пат на домашниот пазар од 2,8%. Инаку минатата година ја обележа исто така успешност во сите погледи во одржување на финансиска стабилност, во одржување на висока ликвидност, меѓутоа со мал пат на добивката која се највеќе должи на зголемените цени на сировините. Трендот на растот се должи на постојаните инвестиции во нови производствени капацитети. Кон крајот на минатата година со работа започна нова производствена линија. Обезбедени се 30 нови вработувања, а ќе се произведуваат околу 2000 тони наполитанки во разни пакувања. Вложивме околу 2 милиона евра и од реномиран производител и заедно со останатите инвестиции кои беа во 2015 и 2014 година, во нови линии имаме вложено околу 8 милиона евра и вработување околу 100 и нешто лица, 120 лица нови. Тоа е за последните 3 години. Македонските кондиторски производи од Мак Прогрес се извезуваат во 55 земји, а наполитанките можат да се видат на рафтовите во маркетите во Хонг Конг, Либан, Јемен, Мароко, Малдиви, Малта, како и во земјите од Централна и Југоисточна Европа. В петок ќе се одржи јавната расправа за студијата за еколошкото влијание од изградбата на пречистителната станица за отпадни води кај селото Мојанци. Своји забелешки и мислења во врска со проектот ќе можат да дадат и заинтересираните граѓани. Изработената студија за оцена на влијанијата врз животната средина од пречистителната станица за отпадни води во Кочани ќе се најде на завршно разгледување пред јавноста со одржување на јавна расправа. Граѓаните и другите заинтересирани субјекти ќе имаат можност лично своите забелешки или мислења да ги искажат на расправата, што е закажана да се одржи во зградата на општина Кочани в петок со почеток од 12 часот. Клучните елементи што се опфатени во студијата се идентификување на проблемите во животната средина и социоекономските проблеми, опис на сегашната состојба на животната средина и социоекономските услови, потоа оцена на потенцијалните позитивни и негативни влијанија од проектот, како и предлог мерки за намалување или избегнување на влијанијата врз животната средина. Исто така, во студијата е содржан и план за управување со животната средина и мониторинг план со цел да се потврди дека проектот ќе се гради и ќе работи како што е предвидено. Инаку, проектот третман на отпадни води во општината Кочани ќе се имплементира во неколку фази, од кои првата е проектирање и изградба на примарен фекален колектор до локацијата на пречистителната станица со вкупна должина од 12 километри. Примарниот колектор ќе овозможи поврзување на постојната канализацијска мрежа во Оризари и Кочани, како и во селата Горни Подлог и Мојанци до пречистителната станица. Во втората фаза следува изградба на станицата за третман на отпадните води. Инаку, проектот за изградба на пречистителната станица за отпадни води се реализира со грант од 21 милион швајцарски франци од владата на Швајцарија и со близу 2 милиони евра од буџетот на Република Македонија. Партнери во реализацијата на проектот се општината Кочани и комуналното предпријатие Водовод, за чии идни генерации ќе се обезбеди капитален објект за заштита на животната средина. Според планираните активности, рокот за завршување на изградбата на станицата е до декември 2018 година. Две ученички од музичкото училиште Ристо Јоруков се вратија со награди од меѓународен натпревар по музика што се одржа во Скопје. Конкуренцијата била голема, а освен од нашата, имало учесници и од балканските држави. Ученичките Елена Чучуковска и Јована Благонова освоија втора и трета награда во дисциплината флейта на меѓународниот натпревар Полихимнија во Скопје. Тие се ученички во основното музичко училиште Ристо Јуруков, а музицирањето на флейта го изучуваат во класата на професорката Јованка Милоевиќ. Учеството и наградите на надпреварот за нив е голем успех, особено како што истакнуваат самите, затоа што имало и солидна конкуренција. Јас сум Јована Благонова, ученичка во општинското основно музичко училиште Ристо Јуруков од Кочани. Ученичка сум 6-та година, сум во класата на професор Јованка Милоевиќ. Учествував на овогодинешниот надпревар, меѓународен надпревар во Скопје Полихимнија. Тоа представуваше големо задоволство и искуство за мене.
Настапив со Босанска пасторала од Милан Пребанда и соната 5, број 5 од Хендел. И мојот труд и трудот на мојата менторка беше исплатен со 3-та награда. Јас сум Елена Чачуговска, ученик сум во Основното музичко училиште Ристо Јуруков во Кочани. Во класата сум на професорката Јованка Милоевик и сум ученик во 6-та година. Учествував во годинешниот надпревар Полихимнија во Скопје и мојот труд и трудот на мојата менторка се исплатеше и се вративме со 2-та награда. Настапив со дојранка од Трајко Прокопиев и концерт од Ли Гарделино од Вивалти. Конкуренцијата беше добра, имаше учесници од Србија, Косово, Албанија и Словенија. Дополнителна можност на надпреварот во Скопје, учесниците имале и да присуствуваат на семинар што го одржала еминентната флейтистка Марта Коберски од Словенија. Со тоа и надпреварувачите и нивните ментори биле во можност да добијат нови сознанија што ќе ги унапредат нивните практични и теориски знаења во музицирањето на флейта. Сдруженијето на пензионери Кочани се подготвува за предстојните општински и регионални спортски игри. Кочанското здружение домакин и на Републичката олимпијада на пензионерите, што ќе се одржи на 2 септември. Сдруженијето на пензионери на Кочани на својата последна седница на извршниот одбор расправаше за одржувањето на спортските активности и вклученоста на пензионерите во нив. Договорено е општинските спортски надпревари да се одржат на градскиот стадион Никола Мантов на 19 април, од каде што најуспешните спортисти во машка и женска конкуренција ќе обезбедат место за состав на екипата на Сдруженијето на пензионери Кочани за регионалните спортски надпревари што ќе се одржат на 20 мај во Пехчево. Председателот на Сдруженијето на пензионери Кочани Ѓорѓи Серафимов информираше дека подготовките се веќе започнати, зашто ги повика пензионерите од општините Кочани, Зрновци и Чешиново Облешево масовно да се вклучат во овие спортски дисциплини за кои имаат свој афинитет. Серафимов не го криеше задоволството од решението на Сојузот на пензионерите на Македонија годинава домаќин на 22-те републички спортски игри да биде Кочанското здружение на пензионери и градот Кочани. Токму затоа, истакнува Серафимов, веќе се започнати активностите за успешно организирање на игри на кои се очекува учество на 40 здруженија со над 1000 пензионери. Следува информацијата од спортот. Во првенството на втората футсал лига се одиграа надпреварите од 19-тото коло, во кое клубот за мал фудбал Унипап гостуваше во Штип против Мал Ајакс. Штипјани беа подобри и ја поразија гостинската екипа од Кочани. Клубот за мал фудбал Унипап имаше тежок меч на гостувањето во Штип против Мал Ајакс, еден од директните конкуренти за подобар пласман. Во рамки на 19-тото коло од првенството во втората футсал лига, нашата екипа доживеа убедлив пораз од Штипјани со 3:0. Со тоа фудбалерите од Кочани, кои претходно имаат добра серија од победи, остануваат на освоените 16 бода и во моментот меѓу 11-те екипи се наоѓаат на 8-то место. Од друга страна, Штипјани кои сезонава прикажуваат цврста и солидна игра, со победата против нашиот тим го потврдија пласманот и со 38 бода без конкуренција се наоѓаат на 4-то место. Во следното коло, нашите фудбалери ќе имаат тешка задача за да го надоместат загубеното, со оглед што повторно гостуваат. Викендов тие ќе патуваат во Тетово, на средба со незгодната екипа на Шкендија. Тетовчани имаат 6 бода повеќе од Кочанскиот клуб за мал фудбал и се во безбедната зона на табелата, односно во моментот се петопласирани. За разлика од нив, нашиот футсал тим повторно се наоѓа во опасната зона од дното на табелата, бидејќи бодовната разлика со предпоследната екипа на Гемиџии е само 1 бод. Сепак Велешани во следното коло ќе имаат тежок надпревар против лидерот на табелата од Кратово, што може да им ја олесни задачата на нашите фудбалери за извлекување од долниот дел.
Почитувани, временската прогноза беше последната информација во ова издание на вестите. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.